uštene me stavija na boks i ona samo vika, ja, das Baby kommt. Toliko beže. Eden, napon, vtor i ja se porodiv. Vlatko vika... I to lisno, Da, lesno. Vlatko mi vika, to je baš mnogo smešno, mi vika, Siki nešto crno kako pastrmka, izlaze i se vrati. I vikam, lele, mene ohrijanec od pastrmka mi napravi. A majka, moja ta majka, ki se obidem da zborovam bez solzi, беше една грандиозна личност, една од најимпресивните личности во мојот живот се уште. Некој од кој што, освен што научив многу, мислам дека ги добив сите најубави особини кои што ги поседувам како личност. Беше моја муза, мојата подршка, мојата снага, мојата сила, мојата верба, моето се. Многу деца околу мене на сплавот, оди последната шпица, ја пееме, нели, шуби-дуби-дуби дај, и само доаѓа Димче Ефтевски, онака дискретно, насмејан, ме фаќа под мишка и вика, трудно излези од сцената, сплавот тоне. Али, бидејќи одеше во живо, ја само викам, а децата? Децата ќе трчаат по тебе. Се сеќавам дека режисерот сакаше да влезам низ публика, во ресторан се снимаше, да поминам низ маси онака за да дојдам до сцената додека ја пееме шпицата. Како јас поминувам со оној стомак, ми довикува Силви, машко ке! Јас се породив во Германија, во Ахен, на 9 април. Димитар Масевски се јави во текот на мај. Веќе на 1 мај имав настап, Тања Кочовска, сега јас, значи, деја бебе, 2 месеца уште нема. И викам, јао, како сега ќе излезам? Тања ми вика, оди и немој да ме нервираш. Кога ќе ја ставам на гради, ќе те заборави. И на пултот од рецепција, ја ставив деја и зборувам со рецепционерот. И он ме прашува, Силви, па нели вие се породивте неодамна? Викам, да. Па добро, а кој вие го чува бебето? Па викам, јас. Па вика, па добро, ама еве вака, кога настапувавте, кој ви го чува бебето? Викам, јас. Па каде ви е бебето? Ми вика. Па викам, еве го. Леле, јас мислех дека тоа е некоја патна торба.